Почитуван председател на Република Македонија, господин Георги Иванов. Почитуван председател на Собранието на Република Македонија, господин Трајко Велјановски. Почитувани пратеници во Собранието на Република Македонија, почитувани представници на владата на Република Македонија, почитувани представници на судската власт, почитувани поранешни пратеници, министри и функционери во владите на Република Македонија. Почитуван поглавар на Македонската православна црква. Почитуван поглавар на Католичката црква. Почитуван председател на еврејската заедница во Македонија. Почитувани представници на другите верски заедници. Почитувани представници на локалната власт. Почитуван председател на МАНУ. Почитувани представници на дипломатскиот кор во Република Македонија. Почитувани ректори, професори, уважени гости, дами и господа. Само народ кој има храброст да се соочи со собственото минато, ќе има сили да ја гради и собствената иднина. Само народ кој има паметење, има зрелост и мудрост да го продолжи животот и да се соочи со сите предизвици што ги носи иднината. Денес е еден од најсветлите датуми од историјата на македонскиот народ. Ден на создавањето на Македонската револуционерна организација, која во колективната меморија на македонскиот народ е запишана како ВМРО, Внатрешна македонска револуционерна организација, чиј прв председател бил Христо Татарчев. Незиниот од по тешките балкански крстосници е нераскинлив од судбината на македонскиот народ. Со името на дејците и револуционерите кои припаѓале се возобновувал слободарскиот дух на народот. Од незините изворишта се напојувале новите генерации револуционери. Таа со времето прераснала во историски препознатлив код на македонскиот народ. Вистинско движење, кое е вградено во нашиот идентитет и нашата државност, без чие делување ние денес немаше да ја имаме нашата држава. Но овој ден досега сме кажувале многу работи. Сме говореле за минатото и за иднината, за предизвиците, за поразите, за проблемите и победите. Сме говореле за нашите херои од минатото, кои ги водеа визиите и идеите, храброста и одлучноста, посветеноста и определбата за една кауза која се вика македонска држава. Тие луѓе ги дале своите животи за тоа за што верувале. Имале цел и идеја водилка. И не се плашеле да застанат на патот на било што или било кого, верувајќи во исправноста на тоа што го прават. И дека тоа што го прават е за доброто на нашиот народ. Сме говореле, нивниот пример треба да биде наш. Нивната волја, страст, енергија, верба треба да останат општ кодекс на однесување, кога е во прашање нашата држава и интереси. Сме кажале многу работи. Се трудиме до нив максимално колку што можеме да се придружуваме. Сепак, овој мој денешен говор ќе биде малку нестандарден за вакви пригоди. Јас го одбрав тоа затоа што мислев дека е вистински ден за тоа. И сакајќи да наметнам една тема, која само малку ја зачнав на моето излагање пред коморите и бизнис заедницата. Тема која е ценам дека е преважна и на која мора сите заедно да размислуваме и да делуваме. Ве молам внимателно да го слушнете секој збор од тоа што ќе го кажам, затоа што од ова што ќе го говорам во голема мерка зависи иднината на нашата држава, на нашата нација, од повеќе аспекти, економски, политички, па ако сакате и од аспект на опстанокот на една држава и на еден народ. Ќе говорам за еден сериозен предизвик, па и проблем да го наречеме. Ако сакате, во чие решавање мора да бидеме сите сплотени, да се мобилизираме и заеднички да делуваме, без разлика на нашата ваква или онаква припадност. Тоа е проблемот. Тоа е проблемот
како со демографијата или депопулацијата, или како што неодамна кажав, рецесија на нацијата. Парадоксална е споредбата со минатото. Кога Македонија немаше слобода, кога бевме под робство, кога бевме под терор, кога не убиваа и колеа, кога нашите предци не само што беа далеку посиромашни од што денес се живее, туку буквално беа на леп и сол, кога корката леп беше најголемата радост во домот, кога ни земаа арач во крв, кога не тепаа, не мачеа и угнетуваа како робови, ние за сето тоа време растевме како нација. Нашите прабаби и прадедовци, па би рекол и баби и дедовци, имаа најмалку по 4 деца, а голем дел од нив и по 5, 6 или повеќе. Едноставно, не можеа толку да убијат колку што нови деца се раѓаа, независно на најтешката сиромаштија и робство во кои се живеело. Зборувам за периодот на 18 век, 19 век, па се до средината на 20 век, некаде до 1950 година. Може би Гоце и Даме, Карев и Питу, Татарчев и Попарсов, Александров и Чаулев, Ченто и Панко, Кузман и Стив Наумов не можеа да сметаат на некоја материјална сила и подкрепа во борбата за слобода, но можеа да сметаат на армија луѓе зад нив, на нација во пораст. Бевме нација во експанзија. Растевме. Денес, кога имаме своја држава, кога имаме слобода и демократија, кога сме своји на своето, кога Македонија е на прагот да стане земја членка на НАТО и Европската Унија, кога зборуваме за зголемување на пензии или за нови инвестиции, кога имаме своја армија и полиција која се грижи за нашата безбедност и мир, кога имаме мир, своји училишта и своји универзитети, кога слободно го говориме нашиот јазик и се бориме за етаблирање во меѓународни рамки. Денес, кога сме во неспоредливо подобра состојба отколку пред 60, 100 или повеќе години, ние, а за волја на вистината и повеќето европски земји, се соочуваме со криза на семејните вредности, со сериозен, долготраен и засега незапирлив тренд на пат на наталитетот. Проблем со кој веќе 2 децении независност не сакаме да се соочиме и да започнеме организирана акција за негово запирање. Неслучено, пред да го споменам падот на наталитетот, ја спомнав кризата на семејните вредности, а со тоа и кризата на семејството како основна клетка на општеството. Живееме во време кога не само што е се поголема реткост второ дете во семејствата, а камоли трето или четврто, туку спротивно на тоа водиме дебати за искривени вредности, за еднополови бракови, па уште и посвојување деца во тие еднополови бракови, за некакви права на жените, па на мажите, кој од нив бил позастапен во политиката или во бизнисот, а додека се трошиме на тие теми, нам, како држава, ни снемува народ. За проблемите и предизвиците во економијата, произведени како ефект на економската криза, сме сите свесни. За извештајот од Европската Унија сме сите свесни. За предизвиците и реформите во здравството, образованието, за субвенциите во земјоделието, сите слушаме секојдневно. И тоа е дел од нашата секојдневна домашна политичка битка. Сега сакам да ви ја представам сликата за тоа како изгледа нашата држава во еден феномен кој може слободно да се нарече демографска рецесија, која води кон наше исчезнување. Ова звучи лошо, но за жал, тоа е вистината. Па зашто се борија и гинеа нашите предци? Што зацртаа основачите на ВМРО? Која беше целта на македонската револуционерна борба? Се разбира, се бореа за слобода и независна држава Македонија, за слободен народ и нација, но не и народ кој од ден на ден ќе го снемува, ќе се намалува и ќе исчезнува. И ние не смееме да седиме немо и да наблюдуваме додека и во многу посилни земји од нашата се водат дебати, дискусии, се преземаат мерки, чекори, за да се запре, односно подобри сликата на овој план. Тоа е наша обврска.
пред сите оние кои секогаш ги споменуваме на вакви денови. Војводите, револуционерите, партизаните, хероите, но и пред нашите деца. Очекуваме сериозни демографски предизвици денеска и ние мора да ја обновиме нашата традиција на отворена јавна дебата за овие работи. И тоа е еднакво важно и за политичарите да се осврнат на ова прашање со чувство за долгорочна стратешка цел, ке изјави во една прилика германскиот канцелар Ангела Меркел, констатирајќи дека германската ставка на фертилитет е најниска во Западна Европа и е меѓу најниските во светот заедно со Хонг Конг, Јапонија, Сингапур и Босна и Херцеговина. Велика Британија и Франција имаат сличен проблем, како и многу други модерни земји. Ова е едно од најважните прашања за еднината на Македонија. А ова се бројките. Во 1950 година се родиле 50.000 бебења во Македонија. Во 1980 40.000. Во 2011 се родени 22.000. Трендот е очигледен. Од 50.000 деца годишно на само 22.000. Тоа е демографската рецесија која што трае со децении. Кога во економијата се случува рецесија од 1%, која трае само една година, тогаш сите со право сме загрижени. Демографската рецесија трае веќе 40 години, а недоволно ја гледаме. Недоволно ја гледавме и ја гледаме, но веќе ја чувствуваме. Бројот на деца во државата е повеќе од преполовен. Тоа треба да биде причина за сериозна загриженост. Доволно е секој од нас да го види своето основно училиште. Колку деца и паралелки имало тоа училиште во 1980-та, колку во 1990-та, во 2000-та година, а колку ученици има денес. Наместо паралелки со 35 деца, имаме паралелки кои имаат по 8, 10, 15 или 20 деца. Училишта кои порано имале 1000 ученици, денес имаат 500 или 600 ученици. Демографијата и наталитетот имаат врвно значење за економијата, образованието, инфраструктурата, пензискиот систем, компаниите. Зошто економијата? Затоа што економијата се потпира врз реалниот сектор, а реалниот сектор врз добивката на компаниите. Добивката на компаниите е директно поврзана со пласманот, односно со потрошувачката. Потрошувачката е директно поврзана со демографијата. Луѓето се тие кои се потрошувачи. Тие се тие кои купуваат и трошат. Од тоа зависат предпријатијата. За секое предпријатие од суштинско значење е на кого ќе го продава својот производ. Не е sejedno дали на возраст од 30 години во Македонија има 50 или 22.000 потенцијални потрошувачи. Позитивниот наталитет и добрата демографска слика се помеѓу основните предпоставки на економијата. Зошто го спомнав образованието? Затоа што без деца нема образовен процес. Еве неколку бројки. Во 1995 година, пред само 17 години, во сите основни училишта имало вкупно 262.000 ученици во осмолетка. Во 2012 година, бројот на ученици во истите основни училишта изнесува не 260.000, туку 195.000 ученици во деветолетка. Внимавајте, за само 17 години, бројот на ученици е намален од 260.000 на 195.000. Тоа се 67.000 деца помалку во основните училишта. Тоа се околу 3.300 паралелки помалку за само 17 години. Цели 3.300 паралелки исчезнале од нашите училишта. Ова е прашање од врвно државно значење. Зошто го споменав пензискиот систем? Затоа што пензиите на пензионерите директно зависат од оние кои во моментот се во работна возраст. Кога ќе остариме, нашите пензии ќе зависат од нашите деца. Во 2010 година имавме 466.000 вработени и 274.000 пензионери.
Соодносот е 1,7 вработени на 1 пензионер. За споредба, во 1980 година имавме 420.000 вработени и 84.000 пензионери. Тоа е сооднос од речиси 5 вработени спрема 1 пензионер. Од 1980 до 2010, 30 години, соодносот се намалил од 5 спрема 1 на само 1,7 спрема 1. Проекциите и трендовите за наредните децении се уште понеповолни. И неслучено, европските држави се повеќе ја поместуваат старосната граница за пензионирање. Не заради тоа што така сакаат, туку заради тоа што мораат. Ако не се запрат овие неповолни трендови, прашање на време, на деценија, на години во една деценија е кога оваа мерка ќе тропне и на нашите врати, како нужност, а не како избор. Дали едно дете ќе може да ги покрие двете пензии на своите двајца родители? Ова го прашувам затоа што повеќе од половината семејства последните 10 години имаат едно дете. Кога ќе дојде време сегашните родители да бидат пензионери, дали тоа едно дете ќе може да ги покрие двете пензии на своите двајца родители? Ако во 2012 година трошиме 584 милиони евра за пензии, во 2025 година проекциите покажуваат дека ќе трошиме 1 милиарда и 120.000 евра. Секој поединечен случај е различен и представува приватност на секој поединец. Но сето ова има влијание на вкупните бројки во пензискиот систем. Истовремено се зголемува бројот на лицата кои никогаш не стапиле во брак. Зборуваме за голема бројка на луѓе кои никогаш не основале семејство од различни причини. Како тоа ќе се одрази на пензискиот систем за 10, 20 или 30 години? Повторувам, сето ова е прашање на избор, во кој секој носи индивидуални одлуки, но бројките ја даваат целата слика. Ако имаме ситуација во која има повеќе стари од млади лица, тогаш пензискиот систем уште потешко ќе функционира. Тука би ја повторил определбата на оваа влада максимално да ги поддржува пензионерите и во оваа прилика да го потврдам покачувањето на пензиите во март следната година. Сепак, среднорочно нашиот пензиски систем ќе биде соочен со предизвици и трошоците од старењето на населението. Намалениот наталитет има директно негативно влијание врз пензискиот систем. Зошто ја спомнав инфраструктурата? Затоа што бројот на жители, бројот на возила и економската исплатливост игра најважна улога во наоѓањето на потенцијални инвеститори за патишта. Која компанија би била заинтересирана за вложување во патишта каде што нема луѓе, каде што нема народ, нема потрошувачи, нема ни доволно возила? Минатата година се обидовме да најдеме концесионер за изградба на неколку автопатишта во Македонија. Но иако постоеше првичен интерес, ниту една од 15-тината светски компании кои се заинтересираа, на крајот не поднесоа понуда. Главната причина беше малиот број на возила низ автопатиштата и оттука неисплатливост да се инвестира во тоа. Бројот на возила, покрај од висината на стандардот, ќе се согласите, во голема мера зависи и од бројот на луѓе во земјата, како и од нивната возраст. Но и големите земји со веќе изградена патна инфраструктура имаат сериозни демографски проблеми. Германија или Јапонија имаат одлична патна или железничка инфраструктура, но изразито негативна демографска слика, полоша од Македонија. Голем дел од нив проблемот засега го решаваат преку увоз на економски емигранти од Африка, Азија и Источна Европа. Силниот демографски потенцијал игра мощна и важна улога во забрзаниот економски раст на Кина, Индија, Бразил, Индонезија, Мексико и голем број на други земји. Големите пазари со голем број луѓе, имаат сериозно влијание во поголемиот раст на економијата. Се разбира, ако правилно се водат економските политики. Нискиот наталитет ја намалува конкурентноста на една држава. Таму каде што има народ, таму ќе дојдат инвестициите, ќе
потрошувачката и патиштата. И обратно, таму каде што нема народ, ќе се намалат инвестициите, потрошувачката, инфраструктурата и економијата. Зошто ги спомнав општините? Поради фактот што навистина голем дел од општините се соочуваат со намалување на населението како последица на намален наталитет. И урбани, и рурални општини. Наталитетот е изразито мал и во градовите, и во селата, и во поголемите градови, и во помалите градови. Ако пред 20 или 30 години имавме намалување на бројот на жителите на селата, тоа денес се случува во градовите. Отсуството на реакција пред 30 години значеше исчезнување на стотици села. Дали денес ќе дозволиме исчезнување на цели градови и општини за 30 години? Треба јасно да се прашаме себе си. Кој пат ќе го одбереме? Патот на опстанок или исчезнување? Семејните вредности или декаденцијата? Заедништвото или себичноста? Децата или осаменоста? Треба сериозно да се замислиме на ова прашање. Без луѓе нема општини. Како премиер на Република Македонија должен сум да кажам дека сегашниот број на родени деца е недоволен за одржување на населението на Република Македонија. Со фертилитет од 1,4 деца родени по жена, ние сме соочени со сигурен пат на бројот на жители. За одржување на популацијата, минимумот е 2,1 родени деца по жена. Со фертилитетот само 1,4 деца по жена, во моментов Македонија е цели 35% под минимумот на минимуми за одржување на популацијата. Тоа е нашиот заеднички резултат на ниво на Република Македонија. И на мажите, и на жените. Тоа е веќе 20 години. Затоа соочени сме со намалување на бројот на населението. Равенката е едноставна. Нема економија без потрошувачи. Нема образование без ученици. Нема предучилишни установи, градинки и слично без деца. Нема општини без луѓе. Нема држава без народ. Нема иднина без децата. Што да се прави во една ваква ситуација? Секоја стратегија е бесполезна без личната одлука на поединецот. Потребна е нашата лична одлука. Лична одлука дека децата се нашиот приоритет број 1. Лична одлука дека сме подготвени да ги живееме семејните вредности. Дека убаво е да правиме бизнис, да работиме, да учиме, да реализираме големи кариерни планови, но и дека тоа не е повеќе од половина од она што е важно за остварување на личната среќа. Во животот има многу важни работи. Сите имаме по неколку приоритети, но ништо не е поважно од децата. Тие се приоритетот број 1. Ништо не е поважно од нашата улога на родител. Затоа, кога размислуваме дали да го прошириме семејството, треба да имаме во предвид. Да го имаме во предвид интересот на нашето дете или деца. Ако нашето дете добие братче или сестричка, тоа добива доживотен пријател. Нема подобар начин од социализација со другите луѓе, другите деца и околината од социализацијата во самиот дом. И кога ќе не нема нас, нашите деца ќе имаат на кого да се потпрат, ќе можат да си помагаат. Така ќе имаат некој свој до крај на животот и во добро и во лошо. Факт е дека живееме во време на економска неизвестност. Проблемите со животниот стандард се секојдневие. Притискаат невработеноста, цените, финансиските проблеми. Многу млади имаат нерешено стамбено прашање. Сето тоа има свое влијание на наталитетот. Сепак, ако ги погледнеме бројките, ќе видиме дека во Европа понизок фертилитет од Македонија имаат Германија, Австрија, Словенија, Луксембург, Италија, Русија, Шпанија, Латвија, Естонија и многу други земји. Сите тие имаат солидна економска основа и состојба. Добар дел од нив имаат уште поголеми бенефиции како поттик за родителство
но бројките остануваат неповолни. Значи, не е се во богатството. Или погледнете колку деца имаат најбогатите луѓе во Македонија. И ќе разберете дека проблемот е многу повеќе во главата отколку во джебот. Сигурно нашите предци пред 100 години не биле побогати од нас, а имале многу детни семејства. Германската канцеларка Ангела Меркел пред 2 недели директно кажа дека нискиот наталитет и старењето на населението се меѓу клучните предизвици за еднината на Германија. Во Германија сериозно се предупредува поради намалениот наталитет и економските последици. Во земја со 82 милиони жители, со право се загрижени. Колку треба ние да бидеме загрижени во земја со само 2 милиони жители? Во Азија, помал фертилитет од Македонија имаат Јапонија, Јужна Кореја, Сингапур, Хонг Конг како дел од Кина и повеќе други држави. Сите тие се побогати, имаат помала невработеност, а поголеми плати и поголем стандард, но имаат помал фертилитет. Истовремено, силен наталитет имаат повеќе сиромашни земји од Азија, Блискиот Исток, Африка, Латинска Америка. Доволно е да се погледнат оние луѓе со најголеми примања во самите држави и се доаѓа до заклучокот дека тие имаат исто деца колку и оние со најмали примања. Во иста држава, речиси, нема разлика меѓу најбогатите и најсиромашните. Во 1994 година 33,7% од нашето население беше на возраст од 0 до 14 години. 33,7%. Во 2010 година само 17,4% од нашето население на возраст иста како што ја спомнав преходно, до 14 години. Тоа е преполовување на младото население од 33 на 17% за само 16 години. Во исто време имаме зголемување на населението над 65 години од 8,5% на 14%. Радува податокот за зголемување на животниот век, но растажува фактот за намалување на уделот на децата и младите. Факт е дека на сите овие бројки влијае и емиграцијата, односно иселувањето. Но оние земји кои имаат најголемо иселување и понатаму имаат раст на популацијата поради силниот наталитет. Од друга страна, земјите кои секоја година имаат прилив на население и доселување, одвај го спречуваат падот на населението. На многу места популацијата паѓа и покрај доселувањето. Повторно одговорот е во намалениот наталитет и демографијата. Просечната возраст на населението на Република Македонија во 1961 година беше 26,4 години. А во 2006 година просечната возраст во Македонија е 36,2 години. Факт е дека сме соочени со старење на населението. Ако овој тренд продолжи, тогаш до 2050 година просечната возраст ќе биде точно 50 години. Тоа е многу неповолна ситуација. Секоја година се зголемува просечната возраст на стапување во брак. Просечната возраст на невестата е 25,4 години, а 28,3 кај младоженецот. Секоја година расте просечната возраст на раѓањето на децата. Факт е дека бракот и децата се одложуваат, но телото и биолошкиот часовник не ги следат општествените промени. Биолошките услови за деца и бременост остануваат константа, која не се зголемува паралелно со одложувањето на бракот и родителството. Сите студии за наталитет и демографија велат дека клучни се вредностите. Клучни се традиционалните вредности кои ги имале и нашите баби и дедовци. Тие биле приврзани кон семејството и кон децата, биле честити луѓе. Во многу потешки услови ги одгледувале своите деца, ги воспитувале и оделе цврсто низ животот. Имало војна и голема сиромаштија, но тие имале цврст карактер и се сакале меѓу себе. Знаеле дека семејството е најважно. Погледнете ја и Европа. Пред 80 години Европа представуваше како континент
20% од севкупното светско население. Денес е само 11%. А ако продолжи овој тренд за околу 20 на години ќе биде под 8%. Но и во Европа има исклучоци. Например, Ирска, позната како држава со успешен спој на модернизмот и традиционалните вредности. Посветеност на семејството, патриотизам и преврзаност кон верата во Бога. Еден од факторите во ирското економско чудо е и демографијата. Таа е една од неколкуте позитивни исклучоци во Европа. Например, минатата година, кога Ирска е под удар на светската економска криза и европската должничка криза, во Ирска се родени 75.000 луѓе, а починати 29.000 луѓе, што е годишен прираст од 46.000 луѓе. Силниот наталитет кој е присутен долг период и позитивната демографија носат виталност, млада работна сила, повеќе потрошувачи и повеќе инвестиции. Ирска има стапка на наталитет од 16,2 промили, а Македонија 11,2 промили. Ирска во 1994 година имала 3,5 милиони жители, а денес веќе 4,6 милиони жители. Почитувани сограѓани, дами и господа, оваа влада ги поддржува многодетните семејства. Веќе 4 години за секое трето родено дете се дава надомест во висина од 50% од просечната плата во текот на 10 годишен период. И за вработените, и за невработените. Секоја мајка што ќе роди 4 деца со навршени 62 години ќе оствари право на пензија, ако не остварува право на пензија по друг основ. Доделуваме бесплатни учебници за сите ученици. Превозот на учениците е бесплатен. За неколку пати ги намалите партиципациите за студентите и ги сведовме на речиси символични. Ги подобрихме кредитите за куќа или стан за младите брачни двојки. Се трудиме заедно со градоначалниците да овозможиме повеќе локации за градби на куќи, бидејќи во просек гледано студиите кажуваат дека семејствата кои живеат во куќа почесто се одлучуваат за многодетни семејства, бидејќи за разлика од стан, кога имате куќа, колку и да е мала, секогаш можете да проширите или надградите една соба повеќе. Настојуваме што повеќе да им помогнеме на оние кои се родители. Секојдневно се трудиме да ги намалиме трошоците на нивниот семеен буџет. Во ова време на криза во цела Европа, со сите сили се бориме против невработеноста. Државата ќе го стори своето. Владата ќе ги поддржува семејствата најмногу што може во овие тешки околности. Но има некои работи што не може да ги прави владата. Тоа е задача на сите нас, поединечно во сите наши семејства. Имаме една порака до сите сопрузи, татковци и потенцијални татковци. Никој не може да даде таква поддршка на жената како сопругот. Никој не може да даде таква сигурност како сопругот, како што тој може да даде. Секој од нас мора да се труди да биде добар сопруг и посветен родител. Секоја жена и секоја мајка заслужува безрезервна поддршка од сопругот и семејството. Топол збор на охрабрување, преградка за сигурност, внимание и многу љубов. Воедно, самохраните родители заслужуваат уште поголема поддршка од околината. Државата може да подели бесплатни учебници и да ги зголеми платите на наставниците, но едноставно родителот ќе му помогне на своето дете да напише домашна работа. Ќе го охрабри, ќе го советува, ќе го покрие кога спие, ќе го сака како никој друг. Во бракот од двете страни треба да има љубов и почитување. Сопружниците треба да се сакаат и почитуваат. Тоа се семејните вредности кои не смееме да ги напуштиме. Да ги охрабриме нашите млади да стапат во брак, да им ги објасниме предностите на бракот, да им дадеме позитивни примери. Медиумите повеќе да ги афирмираат позитивните примери. Во јавноста повеќе да бидат присутни морални личности, како позитивен модел за однесување за младите. Сите ние сме на овој свет поради пожртвуваноста на нашите родители, поради одлучноста на нашите баби и дедовци. Тие не донеле на овој свет, а сега ние сме тие кои треба да ги донесеме на свет новите генерации и да се грижиме за нив. Повеќедетните семејства заслужуваат поддршка и внимание.
Повеќедетните семејства се пример на решителност во овие времења на економска криза во Европа. Кога сме во дилема дали да се прошири семејството, да не заборавиме дека не постои ниту една мајка на светот што зажалива поради тоа што родила дете. Да, одгледувањето на детето носи трошоци, непроспиени ноќи, родителска загриженост, но секое дете носи најголема среќа и најголема радост. Не смееме да ги напуштиме традиционалните вредности на нашиот народ и нашата држава. Треба да ги негуваме и промовираме. Модернизмот е потребен во науката и технологијата, но кај вредностите неопходно се традицијата. Ова не се спротиставени концепти, туку концепти кои се надополнуваат еден со друг. Нема среќа во државите каде што се распаѓа семејството, каде што се губи солидарноста меѓу генерациите, каде што луѓе се атомизирани и не се сакаат. Во тој контекст, бракот представува исклучиво заедница на еден маж и една жена. Децата без родители треба да ги усвојуваат исклучиво двојки во кои има маж и жена, односно мајка и татко, или самохрани родители, кои на тие деца ќе им дадат љубов и посветеност. Се спротиставуваме на сите обиди за омаловажување на бракот како институција. Традиционалниот брак е меѓу еден маж и една жена и е еден од најважните темели на нашето општество. Почитувани присутни, би апелирал прашањето за наталитетот и демографската политика да не се злоупотребува во дневно-политичките препукувања. Да ги оставиме партиските политиканства, затоа што се работи за фундаментално прашање, од кое зависи иднината на Република Македонија и нашите семејства. Прашање кој има огромно влијание на нашата економија. Лесно е да се биде циничен. Лесно е секоја тема да се третира со подбив. Но, гледајќи ги бројките кои секојдневно опоменуваат, веќе со децении, би апелирал кон ова прашање да пристапиме максимално сериозно и одговорно. На крајот на краиштата, еден ден сето ова ќе заврши. Ќе завршат нашите кариери и секојдневните обврски. Ќе останат нашите најблиски. Никој нема да не направи повеќе среќни на стари години одошто нашите деца и внуци. Зад нас ќе останат нашите дела и нашите потомци, нашите деца, внуци и правнуци. Тие се нашето најголемо богатство. Почитувани сограѓани, на овој 23. октомври би додал уште нешто. Каде ќе беше Македонија без луѓето како родителите на Гоце Делчев, Султана и Никола Делчеви, со нивните 9 деца, нивните 5 ќерки и 4 синови: Ружа, Цоца, Гоце, Тина, Велика, Димитар, Елена, Милан и Христо. Каде ќе беше Македонија без родителите на Христо Узунов, Димитар Узунов од Охрид и Анастасија Чакарова од Струга, кои воспитале 3 деца: Христо, Андон и Ангел. Да се подсетиме на Ристе и Султана Миладинови со нивните 8 деца: Димитар, Константин, Тане, Наум, Мате, Апостол, Ана и Крстана. Сите го знаеме делото на Даме Груев, четвртото дете на Зидарот Јован од Смилево и Тула од родот на Кузмановци. Нивните деца биле Дола, Фидан, Ѓорги и Дамјан. Никола Карев беше четврто дете родено во сиромашно семејство во Крушево кое се занимавало со јаглен. Марко Цепенков потекнува од неговиот дедо Марко Цепенко со неговите 7 деца: Никола, Коста, Ристе, Илче, Ката, Мара и Дафа. Како што беше храброст на 23. октомври 1893 да се стане за Македонија,
така денес е храброст да се биде честит и посветен на своето семејство, на своите жена и деца. Денес признание и подршка заслужуваат сите оние кои ја одгледуваат новата генерација на деца. Деца кои растат во независна Македонија. Деца кои се потомци и внуци на носителите на македонската револуционерна борба. Деца кои ги живеат идеалите на оние што гинеа за македонската слобода. Деца кои ќе продолжат да ги носат нивните имења, нивните идеали и љубовта кон Македонија. Почитувани пријатели, сите овие податоци кои ги слушнавте се крајно загрижувачки. И иако се чини во моментот не ни ја реметат секојдневната рамнотежа и раскомотеност, сепак одговорноста зошто нешто сме презеле, односно не сме презеле, е наша заедничка. На оваа генерација. Наша обврска како одговорни политичари е да гледаме подалеку и да превземаме чекори кои ќе помагаат. Иако досега превземавме поголем број поединечни мерки, кои пред малку и делумно ги спомнав, иако веќе во повеќе држави се изготвени стратегии за борба со ова прашање, кои се јавно достапни и од кои може да се извлечат многу заклучоци. Сепак, Македонија мора да изготви сопствена стратегија за да се бори со овој феномен и таа стратегија да биде резултат на јавна дебата помеѓу стручни лица. Нашата визија која сакаме да биде подлога на таа дебата е нашата идеја за обезбедување на повеќе можности да ги направиме семејствата посилни и општеството поодговорно. Можност, одговорност, сигурност се термините кои треба да послужат како база за развивање на политики кои ќе бидат практични, исплатливи и испорачливи. Паралелно, за да се исполни една таква визија, потребна е и кохерентна стратегија и политика која ќе се осврне на растот на населението и атомизацијата на општеството. Иако секако дека признавам дека отворените економии се подложни на емиграција и имиграција. Потребна ни е во овој контекст и политика која ќе намали нето имиграцијата, која ќе го зајакне општеството и ќе се бори со атомизацијата. Вистинскиот пристап има 3 компоненти. Прво, трезвено и детално разбирање и целосно прифаќање на фактите за висината и природата на овој предизвик. Второ, превземање мерки и активности за да се обезбеди раст на популацијата во одржлива стапка. Трето, активности за да се подготвиме соодветно за еден таков одржлив раст. За ова, како што кажав, ќе биде потребно стратешко размислување и заедничка политика која ќе треба да се спроведува надвор од опсегот на нашата влада или политички елити. На последната владина седница предложив и владата токму во оваа насока донесе заклучок, според кој побара од Универзитетот Свети Кирил и Методи од Скопје изготвување на стратегија за справување со демографските предизвици. Потребни се бројни мерки, чекори и политики од најразличен тип. Политики за прашања како така наречениот хаусинг, па до вештини, планирање на контрола на имиграција и долгорочна популациона стратегија. Почитувани присутни, причината зошто денес сакав ваков говор да одржам е затоа што нашата земја се соочува со избор. Некои луѓе ќе кажат дека демографските промени за кои говоре се неизбежен дел од модерниот свет и дека е подобро да се навикнеме на нив и да ги прифатиме. Тие луѓе претпоставуваат дека не може многу да се стори за атомизацијата на нашето општество или за подривањето на институцијата семејство, дека нема да се успее во реформите кои ги предвидуваме и дека тие реформи нема да остварат бенефит за многу луѓе и дека економската миграција, како што тоа го прават и планираат голем број земји низ Европа, ќе биде неопходна за да се компензира кусокот на вештини и работна сила. Има многумина кои ќе спорат со ова, а тоа е идејата. Вакво размислување е избор. И јас немам ништо против некој да размислува на тој начин. Но овој избор, да се биде пасивен, да не се бранува водата и да не се размислува за овој проблем, да не се говори, да не се соочува, односно да се остави на страна, има своја алтернатива. Може би една од алтернативите беше да одржам друг тип на говор денеска. Значи, постои различен избор.
Постои друг начин, а тоа е да се соочиме со овој проблем и да му погледнеме без страв и без скепса. Да подготвиме стратегија за да се справуваме со него, со чување на семејството, со подобрување на образовниот процес, да се работи на зголемување на вештините на нашите луѓе и да се намали нивото на имиграција, која за среќа се уште е на споредбено ниско ниво. Ова е модерен наш пристап, базиран на визија како семејствата и индивидуите да се чувствуваат посилни и поодговорни, да имаат повеќе можности и шанси, да бидат сигурни, да добијат поквалитетен живот, подобри услови, држава која ќе се грижи и гради за нив, за сите граѓани. Тоа е изборот кој јас го бирам. И тоа е изборот кој го одбирам токму на денешниот ден, кога веројатно многумина од вас очекуваат доста поразличен говор. На денешен ден го објавувам овој избор. На ден кој со својата идеја, посветена на историјата, блеска како огромна светилка на крајот од долгиот темен тунел, зашто ни покажува дека ние, граѓаните на Македонија, знаеме да се бориме со големи предизвици, дека ние знаеме, како што знаевме, да го пробиваме патот кон слободата и патот кон суверена, самостојна држава Република Македонија. Нека ни е честит денешниот ден, големиот државен празник 23 октомври. Да живее делото и духот на внатрешната македонска револуционерна организација ВМРО. Да живее Република Македонија. Да сте живи и здрави. Благодарам.